Доминира стравот и потиштеноста кај вработените во локалните самоуправи кои денеска го одработуваат последниот ден во рамките на мандатите на градоначалниците и советниците избрани пред повеќе од 4 години, бидејќи евентуалниот вакуум во локалната власт може да ги остави без плати. И не само нив, туку и вработените во децентрализираните институции, како што се училиштата, градинките, библиотеките, пожарникарите и многу други. Иако седат на своите работни места, административците повеќе се интересираат каков епилог ќе добие политичката криза и ќорсокакот во кој се најде локалната власт, се коментираат правни и други решенија за да се преброди исчекувањето. Иако никој не сака да зборува пред камерите, сепак меѓусебно коментираат во каква ситуација се доведени, бидејќи доколку не ја земат редовната плата, тоа ќе им го поремети животот, ќе се поремети плаќањето на месечните трошоци за домаќинствата, издржувањето на учениците и студентите, редовното сервисирање на кредитите кое подлежи на камати и други пенали и цела редица други финансиски обврски. Во вакви услови нормално е сите очи да се вперени во државниот законодавен дом, кој исто така е во криза. Ситуацијата е колабирачка, бидејќи нема кој да донесе брзо, издржано и општо прифатливо решение. Партиите, односно нивните лидери, понатаму се обидуваат да испрофитираат во безпоштедените препукувања, што може да доведе до распад на системот, а загржените вработени бараат само плата. Загрженоста ја зголемуваат и најавите од поедини експерти дека утре практично градоначалниците не треба да се појават на своите работни места, односно во кабинетите, што доколку се случи, ќе значи дека работниот ден на 16 мај ќе започне без татковците на општината. Како сето тоа ќе се одрази врз работата на единиците на локалната самоуправа, доправа ќе се види и анализира.